Здраво, стрелци, добро дојдовте и ајде да видиме каков ќе биде ноември за вас. Како и досега, генерални тарот предвидувања, овој пат за вас стрелците, месец ноември, и со самото тоа што се генерални, значи не може, невозможно е да ги доживеете сите стрелци подеднакво исто, невозможно е секоја порака да биде за вас. Затоа она што е за вас, обидете се да го препознаете. Јас од срце и искрено се надевам дека ќе ви биде од корист, ќе ви биде од помош и нешто ќе ви значи. Пред да започнеме кратко, на брзинка, претплатете се, лајкувајте, споделувајте, коментирајте, се разбира, се доколку ви се допаѓа и станете дел од сето ова. Претплатете се на каналот, тоа за вас може би многу малчи, но нам многу не значи. И сега да видиме кои се пораките за вас. Еден дел од вас, стрелците, ќе се најдете во ситуација во која не е нешто ново. Вие и досега сте биле во оваа ситуација. Дури за некој од вас и ова е ситуација која, ова е буквално ситуација која го пишува вашиот живот во последниве неколку години. Мислам дека предолго трае. А тоа е ситуација, и те грубо ќе се изразам, на бескорисност. Што значи таа бескорисност? За секога различна. Некои од вас чувствувате дека правите нешта кои се бескорисни. Некои од вас чувствувате дека околу вас се случуваат работи кои се бескорисни. А некои од вас пак сте го изгубиле жарот, сте изгубиле мотивацијата, инспирацијата, страста, сте изгубиле нешто и сега не можете да пронајдете ништо што ќе ве исполни. И таа бескорисност во која се наоѓате, бескорисни ситуации, бескорисни моменти, ништо ново, ништо убаво, ништо интересно. И јас имам чувство дека ова самите си го правите, никој не ви го прави. За жал, многу ретко сакаме да чуеме дека сами сме виновни за ситуацијата, но за жал секогаш е така. Секогаш за секој од нас значи дека се што не се случува, тоа е само заради нас и заради никој друг. Дури и друг да ни го прави, значи ние сме го дозволиле. Затоа секогаш е така. И сега еве сте вие повторно во ситуација каде знаете дека ова се што се случува и се што го правите е апсолутно бескорисно. Гледам дека некои од вас испраќате пораки, кажувате нешто, действувате на начин кој не треба. Вие длабоко во вас, кога се случува тоа, длабоко во вас, во подсвеста, во мислите, се јавува оној аларм дека не треба да се каже тоа што сакате да го кажете, дека не е правилно, не смеете така да постапите, да действувате, да се изразите, но не слушате ни подсвест, ни ништо во тој момент, едноставно си го правите. И си правите штета, нормално. Некои од вас пак правите работи кои се апсолутно бескорисни и непотребни. Se застанале некаде, ја вршите работата на некој друг, ниту од вас тоа се бара, ниту се очекува, вие си го правите, свесни се дека не треба, а си го правите. Некои од вас сте застанале и со години, може би, или со месеци, правите нешта кои нити нешто некому значат, нити вам нешто ви носат добро. Едноставно не се излегувате од оваа рутина, заглавени во оваа рутина на бескорисни активности. И во ноември ова веќе ќе почне да ви тежи, ова ќе почне да ви станува неподносливо. Знаете дека сите овие нешта што случуваат околу вас вечуваат само во состојба на неактивност, на пасивност и во ситуација на пречки и закоченост. Кај вас работите станале закочени некако. Гледате дека на сите околу вас животот, сепак нешто во животот им се случуваат работи, се случуваат нешта, а кај вас тркалото на животот заглавило некаде и никако да се придвижи. И да, тоа многу ќе ви смета во ноември и во некој момент
ќе почувствувате дека ви е потребно да избегате од себе си, од животот, од околината, од луѓето, од ситуацијата, од настаните. Буквално сакате да избегате. Може би некои сакате да побегнете на некое време, да одморите, да заминете на одмор или било како. Некој од вас пак тоа се само мисли кои повторно не гледате начин како да ги реализирате, како би избегале, како би смениле се. А толку многу сакате да промените се, да промените буквално од корен се во вашиот живот. И среќа е што постои оваа некоја личност во вашиот живот, среќа. Јас во моите отварања скоро секогаш ја гледам оваа личност родена во знакот на рак, шкорпија или риби. Скоро секогаш. Ако не е некој таков, тогаш е некоја емотивна личност, некоја личност на која премногу значите и која се прави за да ви биде добро. И затоа велам, среќа што постои и повторно ќе застане позади вас овој пат. Ако не се пронаоѓате во ова, немате некој таков во животот, тогаш сигурно имате некоја таква ситуација, заради која секогаш сте, да речеме, на стабилни нозастоите, никогаш не би пропаднале во ситуацијата или во нештото, секогаш стоите на стабилни нозе заради таа ситуација. И повторно, среќа е што постои, па и овој пат ќе застане позади вас, ќе чувствувате сигурноста на таа ситуација. Што значи ова? Па за некој од вас значи дека партнерот можеби или овој некој на кој многу му значите ќе ви покаже, ќе ви даде насока, ќе ви разбуди страста, интуицијата, на почеток не ли спомнавме, сте изгубиле, еве ќе го потпали тоа пламенче каде ви може да се вратите повторно, да почувствувате страст, емоција, инспирација, желба, или пак за некој од вас е понуда за работа, или пак совет каде да погледнете, каде да аплицирате, каде да се посветите. И многу често досега во животот не сакате да ги слушате советите на оваа личност или пак да погледнете оваа ситуација која ве поддржува, одите во спротивност со сето ова, но за среќа во ноември ќе ја послушате. Ќе сватите дека вашите активности мора да се сменат, за да се сменат и нештата во вашиот живот. И ќе се обидете да работите на сето ова. Ќе се обидете. Можеби ќе бидете заплашени овој пат од овој човек или од оваа ситуација, дека нема да биде за секогаш тука, дека нема да биде, или пак вие самите се плашите, ќе се исплашите во некој момент дека нема да биде за секогаш тука да ве поддржи, да стои позади вас. Затоа ќе сватите дека мора некои работи да ги направите и сами. Мора да ги смените и сами, не да чекате, не да стоите во оваа пасивност или ова бескорисност. И кажав среќа што ќе послушате, затоа што ќе се случат некои нови работи во вашиот живот, некои нешта ќе заземат нов правец. Можеби ќе го прифатите советот или ќе ја прифатите понудата и прифаќајќи ја, вие сега ќе се стекнете со нешто ново, нова ситуација, нови околности во вашиот живот, кои сега се на почеток, да, почнува, ова е ново едно патување, ќе започне, но ова е патување кое носи безусловен успех. Така ќе кажам, значи, овде нема услови, овде нема ситуации кои може да излезат од контрола, ова е само пат кој треба да се врви и носи секако дека носи успех. Единствено што вие треба да... Значи, вие што се колебате и вие што сепак се опирате на овој човек, нова ситуација, нови совети, нови идеи, немојте, затоа што овој пат е потребно
ги послушате советите. Сега други од вас, други стрелци, има некој кој се грижи многу за своето дете или своите деца, дали ќе успеете да им помогнете во нешто или пак да остварите некакви услови за своето дете или своите деца. Што и да значи тоа, за секого е различно, нели? Некои се грижите дали финансиски ќе може да ги подкрепите, некои ситуации дали ќе можете како совет, како поддршка, како помош да застанете позади вашите деца. Како и да е, зашто и да се овие ваши стравови, во ноември ќе се случи нешто неочекувано, можеби некои финанси доаѓаат од некаде, затоа што за некого реално и се пари доаѓаат од некаде и вие буквално како поклон ќе му го дадете ова на вашето дете. Можеби беше предмет, вие бевте загрижени дали ќе може да му го дадете, да му го подарите. Да, ќе се случи во ноември, буквално како подарок го носите кон него, кон неа, кон нив, зашто и да е. Значи не грижете се, не бидете во оваа состојба на очај. Други од вас пак, партнерот, му недостигате на партнерот. И недостигате за кого и да се работи. Знаете на кој начин? Да, вие сте заедно, тука сте, физички не сте разделени. Но знаете што му недостига? Што и недостига? И недостига вашата страст, вашата енергија, вашата детинетост понекогаш. Вие, можеби вие сте тие кои во оваа порака кажав дека сте изгубиле страста и сето тоа, па многу му недостигате, многу и недостигате, и недостига. Толку далечни се тие нешта кои вие ги пружавте досега, а можеби па сте на другата страна од приказната, можеби вам од партнерот ви недостига се тоа. Тоа е станало толку далечно. Сега партнерот е толку некако не може да покаже емоции, практичен многу станал, многу практично гледа на работите, на ситуациите, на нештата, нема толку многу топлина, нема толку жар, страст, емоции, се посветил многу на кариерата, на работата и вам ви недостига таа емоција, таа љубов, не дека ја нема, меѓутоа тоа е период еден и тоа е тоа. Можеби пак кажав, вие сте тие, затоа вие знаете на која страна сте, ако сте вие тие, погрижете се да бидете повторно тука. Да му покажете дека не е се изгубено, да и покажете дека не е ништо изгубено. Само е период. Затоа што вие сте стрелци, вие сте авантуристи, вие привлекувате со вашата енергија и затоа немојте да си дозволите да си ја изгубите енергијата. Тоа е тоа што ве прави привлечни, тоа што ве прави другите да ве посакуваат, да уживаат во вашето друштво. Затоа, можеби пораката од за вас е да не си се изгубите себе си, останете си такви весели, позитивни, среќни, детинести понекогаш и се ќе биде во ред. Некои други од вас ќе добиете понуда за работа, но ноември месец ќе биде месец каде што само ќе се прават договори и подготовки. А на реалното, кога треба да започнете со оваа работа, тоа ќе се случи, за жал, подоцна, нема да се случи во ноември. Во ноември само ќе бидат оние подготовки, договори, планови, можеби понудата која ќе стигне, па како, кога, што, сето тоа само, значи, на реалното, вистинското ќе треба да го почекате. Ноември ќе биде месец кога ќе бидете во исчекување само. И тоа е тоа за сега, драги мои стрелци. Јас се надевам уживавте. До следното. Чао, чао.